Академската 2015-2016 година при Универзитетот Гоце Делчев ја одбележаа и втората генерација студенти кои своето образование го продолжија на Филмската академија. Толку колку што биле предвидени со програмата, досега се запишани 34 студенти во двата уписни рока. Бројот на студентите се движи во рамките на тоа што е утврдено како квота од Министерството за образование и наука. По 5 студенти се предвидени, толку се запишани на сите студентски програми. Значи, во прва година имавме 15, односно 16 студенти со дополнување од националната квота. Сега во втората генерација на студенти имаме исто така, вклучувајќи ја и националната квота, некаде околу 18. Ми се чини дека заврши на крај бројката 18 студенти, што е сосема доволен број да се формираат тимови составени од различни области. Филмската академија започна со студиските програми филмска режија, филмска музика и филмска продукција, каде се учат базични предмети како продукција, режија, монтажа, камера, филмска музика, естетика на филм, теориски предмети. Но освен теорија, студентите имаат и практична работа. Во првиот семестар автопортрети, а во вториот краток документарен филм. Во втората половина од ноември предвидена е јавна проекција на 5 испитни филмови од идеја до финален продукт, реализирани од студентите во третиот семестар. Во прва година имаат автопортрет, тој може би прва, но може би најтешка задача која што ја добиваат студентите, затоа што во принцип е многу тешко да се анализирате самите себе, да направите филм за самите себе и тој филм да биде јавен, значи сите да ве видат во вистинското светло. Онакви какви што вообичаено не сакаме да се прикажеме, но суштината е токму тоа, значи да ги тргнеме сите предрасуди, сите стереотипи, да дојдеме до суштината, до автентичноста, до себеоткривањето, до лоцирањето, идентификувањето на вистинските работи и за себе, и за луѓето околу себе, и за општеството и така натаму, бидејќи насоката во која што се движи Филмската академија е тоа да биде една веритистичка школа, школа која што ги лоцира на некој начин проблемите во општеството, една ангажирана уметност и која што прави напори преку филмот и преку уметноста да ги модифицира и да понуди некакви поинакви решенија за решавање на проблемите. Снимаат во прв семестар автопортрет, втор семестар имаат документарен филм, краток, во време трајање од 10 до 15 минути на тема по нивен избор. Студентите при Филмската академија биле вклучени и во организацијата на штипската промоција на двата македонски филма, последниот македонец Патот до истребувањето и 3 дена во септември, што е дополнително директно поврзано со организирање на културен настан, но и со тоа да бидат во чекор со најновата македонска кинематографија. Беа исто така на филмскиот фестивал Браќа Манаки, учествуваат на сите други фестивали, дури со своји филмови, беа застапени 20 студенти во студентската програма на Браќа Манаки, што е од огромен успех и за нив како млади филмски творци и за нас како академија, бидејќи ретко кој добива можност да уште како студент да биде застапен во студентската филмска програма, заради тоа што тоа е филмска програма која што е сочинета од филмови на студенти од цела Европа и цел свет и таму се прави навистина строга селекција во изборот. Освен споменатите студиски програми, Манева најави дека во иднина е предвидено да биде воведено и филмско актерство, кое ќе е дополнителна стимулација за младите штипјани кои сакаат да бидат филмски актери. Тоа ќе може да го изучуваат токму на Филмската академија при Штипскиот универзитет Гоце Делчев.